Начинот на кој што се набавувала биолошката терапија на клиниката за онкологија беше во фокусот на прашањата на обвинителката. Поранешен член на управниот одбор на клиниката за онкологија сведочеше дека не им било презентирано дека буџетот е предшекорен. Тогашниот директор Васев им рекол дека за 2018-2019 година имаат доволно средства. Другиот сведок пак, исто така поранешен член на управниот одбор, рече дека не се сеќава дали им било кажано дека бил предшекорен условениот буџет, но кога имало потреба за набавка на биолошка терапија им било соопштено дека има недоволно средства. Ниту еден член од тој состав не бил економист, па на седниците на управниот одбор присуствувале и раководителката на оделот за финансии и уште еден дипломиран правник. Инсистирале за секоја јавна набавка, па и за терапијата од условениот буџет да има согласност од Фондот за здравствено осигурување, рече сведокот. Адвокатот на Васев со коментар дека за предмети од економски криминал компетентни се вештаци, а сведоците немаат што да кажат. Одбраната денеска беше информирана и дека кривичниот суд му го продолжил притворот на Васев. Сега се надеваат дека апелација, која првично го прати од домашен притвор во шутка, овој пат ќе ја смени одлуката. Ние приложивме нови докази и на околности кои што досега не биле ценети воопшто, а кои докажуваат дека сето она што представува како основ за првичниот, иницијалното барање на јавното обвинителство за одредување на мерката притвор не стои. Очекуваме дека мерката притвор ќе биде укината. И тоа морам да кажам на крајот дека очигледно е дека овој огромен притисок под кој што работат судиите и сите вие го гледате и слушате, дава негативни резултати. Па наместо да одлучуваат согласно фактите, доказите и законот, ти одлучуваат на основа на притисоците. Утре Васев повторно треба да биде спроведен во кривичниот суд, но за другиот предмет, поврзан со несовесно лекување на пациенти, каде на обвинителна клупа седат уште двајца онколози.